Ние почнавме пред да бидат запарени камерите со мојот гостин Илија Јовановиќ од невладината Градиме иднина. Име, добро ни дојде. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Поздрав до цела екипа на ТВ24, како што кажав дека и во градот Скопје и надвор од градот Скопје го поддржувате проектот Стоп против питачење и злоупотребата на децата и нивното здравје. Заеднички продолжуваме и има огромни промени и резултати. Негде спласна со работите, но пак ги будеме ние за да престанат да дават на питачите, бидејќи тие средства не завршуваат кај децата. Така, оваа емисија денеска се посветив на граѓанскиот сектор, на невладените, борбата за подобрување на животот, на жртвите кои што се од семејно насилство, жртвите кои што се секојдневно по улиците, кои што не по своја волја го прават тоа што го прават и како да ги тргнеме од улиците и да ги ставиме во институциите, наместо на улица да бидат во училиштата. Што велат вашите последни податоци? Имавте активност, еве и овој и претходниот викенд. Какви сознанија имате сега? Градиме иднина Скопје овој проект го работи да нема деца на улица, веќе 4 години наполни проектот. Кажавме во изминатите години и во претходните гостувања дека овој проект се движи на подобро. Добро. Јас кажав дека и на граѓаните им кажавме, и на институциите, на целата машинерија што имаме, владата, социјала, МВР, полициски станици, општини и граѓаните. Значи, работата само треба иле да ја вршат службите во државата. Ние сите механизми ги имаме, од полициски станици, од општини, од влада, од труд и социјала, од центри за социјални грижи. Молиме Бога да најдеме вработување, не ни се работи. Не може во 21 век и во изминатите 35 години, откако е Македонија независна, не може вработените службените лица кои и на сметка на државата идат на доквалификации, на обуки за правата на децата, да ги нема на улица, да се луксузират, да не ја вршат службената положба, а ние да се соочуваме баш и со самоубиства и деца на улица. Јас ова во изминатите години, многу години го зборував, 35 години, устата пена ми фати. Децата не треба да се на улица, треба децата да се во образовниот систем, сите социјални служби треба да работат, секој градоначелник треба своето ѓубре и нечистиот двор да го исчисти и да ги решават проблемите на граѓаните. Јас кажав, не е само за време на кампањата за парламентарни избори, за председателски, за функционерски фотели и така натака. Значи тоа што ќе го ветат треба да го остварат и да го исполнат, затоа што секој градоначелник е должен да ја извршува својата програма за работа. За жал иле секоја општина нема никаква програма направена за деца од улица, деца за семејно насилство. Не е само еднократна парична помош, не е да добие еднократна парична помош или да му се замачка пред негови очи дека еве ти пари, завршена е работата од 500 евра или 2-3 месеци да добива. Не е решението тоа. Проблемот е и во самите институции, во самите службени лица и во самите стручни лица кои ги имаме во службите. Јас тоа го зборував. Јас кажав да сум министер за труд и социјала. Ќе ги избркам од работа, до крај битката на суд ќе ја терам, дека најголема штета самите служби направиле на Република Македонија до овој степен да доаѓаат мајка и дете да се фрлат и да си го зема животот. Ја веќе не можев све што пратам од 35 години. Исчезнување на малолетни деца, децата ги нема, одвоени од родители, растурање на бракот. Јас кажував, кога социјалните служби, кога стручните тимови иле ќе работат со бракот и семејството, верувајте, ова Македонија немаше да го има. Дури 2 домски деца јас ќе ги запрашам социјала и центрите за социјални служби, ве прашувам зошто двајца штитеници си го одзема животот. Одговорете ми на тоа. Со една бесилка и со самоубиство 3 пати или до 5 пати со нож убивање. Зошто тоа го дозволува нашиот систем? Јас кажав да сум министер, ќе ги рестартирам и ќе ги направам сите работи како што треба. Ти се работи, ќе работиш. Ако не ти се работи, вратата и пријатно. Значи од нивното недомаќинско работење. Тоа е најслабата алка според вас? Најслабата алка е затоа што јас 35 години во нивни интерес ги критикувам и ги обвинувам и треба кривично да одговараат. И тие треба да одговараат
за нарушување на службената положба, за неизвршување на професионално и штетата која направија на многу семејства. Јас себе сум, пак ќе кажам, татко на 3 деца, баш и дејки навака, и вчера размислував пред да си легнам, ќерка ми ќе полни 17 години. Ние деца во дом не оставаме. Ние сме пример за општеството, затоа што самата судбина не направи, не исчеличи храбри и јаки да бидеме деца да не оставаме на улица, деца да не бидат по домови. Кој го дозволува тоа? Го дозволува, јас кажам. Кој го дозволува? Ако социјалната служба не врши тоа што треба, кој дозволува да има толку деца питачи на семафорите? Тоа го дозволува системот на Република Македонија. Ќе почнеме. Јас кажав, еве ќе го потсетам, владата на Република Македонија, мене почитувам премиер, ова на хартија не ми треба. Мене ми требаат резултати. Ветивте дека ќе се вклучите, дека преку Министерството за социјала ќе го поддржите проектот. Мене ова не ми значи, почитувам премиере. Каде сте до ден денеска да ме примите и да ми одговорите? Зошто не ме примате? И ова мене не ми треба, дека ЦСР Скопје работела во 3 смени, дека праќано мобилни екипи или мобилни служби на 2000 питачи, а во градот Скопје ги имаме од 300 до 400 питачи, 2 мобилни екипи од ЦСР Скопје не може да ја постигнат бројката во покривањето. Министерството за внатрешни работи, МВР и СВР Скопје со помош на сите институции 2015 започнаа акции да спроведуваат, неуспешни им беа. Знаете зошто? Затоа што ние ги имаме механизмите, полициски инспектори, началници, само не има за пред јавноста и пред публика и пред избори. Јас тоа јавно го кажувам и од никого не се плашам. Искреноста и реалноста е кажам дека механизмите, службите не ни работат совесно и одговорно. Јас откако почнав или сега минатата недела бев најактуелен во медиумството, дури повеќето и од политичарите ме има, затоа што граѓаните ги гледат резултати во кого се и медиумството. Им благодарам најмногу на медиумството што овој проект веќе 4 години го поддржуваат. Им докажав како треба една работа да ја работи со љубов и со срце и благослов и да ја вршиш како што треба. Откако ги разбудив и откако почнав да ги критикувам социјала, службите, полициските станици, минатата недела до до вчера синоќ ја вртев, обиколки правев, патоса на кај Качанички пат, према Блаце, МПЦ. Значи, откако почнав да ги критикувам дека тие дестинации командирите не ја вршат службената положба, полициските за малолетни деца и организирана криминал и трговија со нив, откако почнав да ги будам и откако почнав по подкасти и по медиуми да гостувам повторно, дека градиме идни на Скопје за 4 месеци, кој направи голем пропуск и одстап ЦСР Скопје, социјала, полициските станици, Министерството за внатрешни работи, оделението во МВР, каде што новиот началник избегнуваше со мене средба да има, му кажав, те молам началниче, дајте децата да ги тргнеме од улица. Се крие како глушец у МВР зградата. Одговорете ми зошто ова вие на министерот му го правите? Зошто министерот Панче не ги знае овие работи, а погрешно го информирате дека мед и млеко тече. Ако иле мед и млеко тече, ние нема ни едно дете да имаме питачи. Откога ќе се собере детето од улица, ќе се приведе на некој начин? Што се случува со тоа дете? Видете, Каде се носи? секој граѓанин треба да пријави во прва полициска станица дека има дете на улица. Ова е протокол кој го изработивме. Овој протокол иле беше 30 години чуван во труд и социјала. Но тоа дете или тие деца 90% од нив немаат лични документи. Немаат лични документи. Секој граѓанин треба да го пријави случајот кога ќе види дете на улица, треба да го пријави во ЦСР во цела Македонија, во брза помош да пријави 194 доколку е колабирано, издругирано, несвесно, одување на лепила, користење на наркотични средства, кој го кажува тоа здравство. И граѓаните треба да пријават до секоја полициска станица. Сите служби треба на терен да излезат, но ние имаме служби, имаме механизми, слаб одзив има на овој секојдневен проблем. Ова е децениски проблем, не само во Македонија, и во останатите земји, но многу земји го решаваат овој проблем. И ги отстрануваат питачите. Ние имаме механизми, но треба да се зголемат и повеќе служби за да има ефект од овој. Ние имаме специјални единици, полициски станици. Не, воре, тоа ми беше прашано кога ќе го зема детето или децата. Каде ги носат во социјалните центри? Видете, првото детето треба треба да биде ден, два и пота повторно на улица. Родителите, нивните биолошки родители, организираната мафија за питачењето на децата кои ги злоупотребуваат и ги користат,
а децата ги обучаваат како да бегат од институции, како да ја извадат инфузијата од здравство кој ќе, значи државата до едно ниво се грижи за децата од улица, ајде да се згрижи во болница додека не се излечи, да се задржи тука, но јас сега барав средба со новиот министер и со шеф на кабинетот оваа недела или следната треба да имаме работна средба да иле се почне од здравството им се одземе родителското право. Прво треба во бракот и семејството да се промени, дополни, измени законот за бракот и семејство. Детето да биде задржано во клиника. Тоа јас ќе го барам и го барав од претходниот министер, но едната работна средба од еден час што ја имав со претходниот министер, не ни успеа проектот за отстранување на питачењето, за нивното здравје, за нивната иднина како треба да продолжи. Прво ќе бараме од здравство да се задржи детето, од тука да се известа социјалните служби дека детето е во првобитна здравствена состојба, од тука директно со брз ефикасен закон, да речеме член 45 или овој нека се смени во семејството, да им се одземе привремено родителското право, да се направи истражување кај родителите дали било злоупотребувано, што ќе кажат анализите, здравствените анализи, испитувањата лабораториските, се што ќе каже за нивното здравје и прва работа да одговара кривично родителот, организаторот, нивните шефови дека го злоупотребуваат деца за трговија, проституција, питачење, смрзнато, недохрането, најадено, неизлечено, немат здравствени книжки, немат извод на родини. Не се ни во системот на МВР, не знаеме колку е статистичка. Не постои. Ја не знам, еве, претходниот министер се фалеше ова ќе направиме тоа. Сите само ги тапкат ромската популација дека ќе биде ова направено, ќе направат нешто, дека ДНК државата ќе ги покрива трошоците. Дури и не знаеме кој со што како се ова. Значи дури и љубовната врска. Колку има деца питачи во моментов во Македонија? Во Македонија од 2000 до 3000 питачи. Сега повторно се зголемува заради пролетните и летните периоди, поготово за летниот период е најголемото дувло на питачење. Зборуваме Струга, Битола, Тогаш имаат туристичките центри. Туристичките. Да, и ќе кажам дека во градот Скопје ние ги имаме од 300 до 400 секојдневно питачи. Локацијата Чаршија, плоштад Македонија, молови, трговски центри, бурек-жилници, сендвичи, кафетерии, пицерии, каде што е народот, каде што е младината. Кажав дека во 3 смени е питачењето, кажав дека првата е од 9 до 15, втората смена е од 15 до 22, втората смена им е од 22 до 3 или 4 часот наутро, за време на викендите нели продават марамици, балони, ружи за 8 март. Истите се тие, таа е разработено илјадници деца питачат во канџите на мафијата на улица, печалот од 50 до 100 евра дневно им е промето. Тоа дури го истражувавме, дури ја следев состојбата до крај, МВР се известени до детал каде се насоките, каде се децата, каде се транспортираат, затоа што тие ги транспортираат со моторни возила, со автомобили, со комбиња, со автобуси, со... И не може да им се влезе во трагот. Им се влегува колку работи полицијата, јас не знам. Јас периодов последните 4 месеци иле крајно сум разошаран од Министерството за внатрешни работи, од полициските станици, од општините. Нивната работа пропадна во вода. Јас го следам будно проектот за питачите и децата од улица. Јас кажав дека на децата од улица не им е местото на улица. Тие треба да се сместат во здравствени установи, во групни домови, во отварање на дневни центри во цела Република Македонија. Македонија има пари, има фондови странски од UNDP и така натака, што не сакам да навлегам, не ме интересира. Кога домаќински ако работат градоначалниците и министерот, за социјала, верувате дека ние овој проблем немаше да го имаме. Еве јас го прашувам градоначалникот на Шутово Ризари, што толку инсистира децата од улица дневниот центар да го затвори. Едно здружение, ние 2 здруженија што бевме кога го изработувавме протоколот. Добро. За децата од улица, како правилно да се функционира во државава и секоја институција што треба да превземе. Се прашувам зошто го затварате, зошто тие деца ви сметаат. Ајде тогаш направете вашите деца нека бидат на улица, а децата од улица згрижете ги кај вас и прушете им помош. Зошто вработувањето не им е решено? Зошто многу други проблеми не им се решени? Од стамбено прашање, од изводи, од системот во МВР не се внесени. Ја не знам зошто тој проблем само во место тапкаме и не се решаваат проблемите.
И се надевам со ова голема критика дека институциите подлабоко ќе ги ишчистат ушите, ќе се освестат дека треба да се работи системски. Не е само да излеземе како може сега Министерството за внатрешни работи. До денеска читам утрово на сите социјални мрежи 21 кривична пријава е поднесена на ова. Па еве Министерството за внатрешни работи ја правев анализи. 246 поднесени кривични пријави за сите изминати години на питачите, на организаторите, на учесниците. А што понатака? Он ќе ја плати од питачите, како што кажав, казнат или нема да ја плати дека е социјален случај. Значи има големи пропусти и во полицијата, затоа што пазете, ние имаме и корумпирани полицајци. Што самите кажува дека нас полицијата тука не држи. Нас тука полицијата ни дозволува. Значи може МВР и внатрешна контрола на МВР треба да го провери тоа. Тоа неколку полициски патроли ќе поминат, ќе ги видат на лице место и не реагираат. Затоа велам, кој го дозволува тоа таму да биде? Така да се случува. Има некој кој што ги штити, затоа што не знам, еве ние градиме идни на Скопје, се опраќаме до Министерството за труд и социјала, се опраќаме до министерот Панче, еве тука има печат дека влезен, излезен, приемен печат, дека се насочуваме дека кампања водиме. Ние имаме и да дојде сега родителот во полициска станица каде што е приведено детето. Што се случува тогаш со родителот? Вака, кога детето е приведено, доаѓа адвокат, не знам од каде, дали по службена должност, доаѓа полициски инспектор за малолетни деца од полициска станица, доаѓа Центар за социјални грижи, во наводници, не знам дали доаѓаат, мада не верувам дека доаѓаат. Со детето треба да се направи записник, кој го користел, кој го злоупотребувал. Тоа е голем процес од 3 до 4, како што ми кажува некој. И детето нема да кажува ништо. Нема да кажува, затоа што детето е пострафи и тепано и малтретирано. Јас кажав дека децата добиваат промет од питачење едно дете, рачунете, еве на граѓаните ќе им кажам и ќе им ги отворам ушите. И затоа ви замолам, престанете да не им давате пари од питачењето. Од 50 до 100 евра. Едно дете има од 8 часа заработувачка 50 евра. 300 деца пута пресметете сите, ќе видите колку е износот само во една смена. Зборуваме за втора, зборуваме за трета. И на ниво на цела Македонија, каде тие завршуваат. Парите јас точно ги евидентирав, ги фотографирав и ги снимав дека парите завршуваат кај нивните организатори. Секој дете има до него присутен организатор. Тој се луксузира во кафана, во кафич, дури се другира, дури се коцкаат од тие заработувачки пари на трудот на децата. А децата на крај добиваат само или еден дебел ќотек, шамари, неколку шамари и добиваат од 10 до 50 денара. Прашање во наводници дали и тоа го добиваат. И ако децата одбие да работи? Ако сака да избега? Не може да одбие затоа што детето е под страф. Значи, со детето треба да работат стручни лица, од педагози, дефектолози, социјални работници, психијатри, логопеди, затоа што детското право они го немаат од самото раѓање. Од самото раѓање тие деца се користени за проституција, за питачење, за може и за органи продавање, тоа треба МВР, затоа што ете има во... Колку му е животниот век на едно дете питач? Индивидуално сигурно е, меѓутоа... Па да ви кажам за на летно време на пеколон, зимно време на ладното. Во изминатите години 3 деца имат починато на 3 годишна возраст, на 7 и на 10. Толку е векота. Замислете нивната здравствена, замислете во тој студ децата кои на минус 15, на минус 10, на минус 7. На плюс 45. На плюс 45. 47. Во пеколо, тоа е страшно невидено. Јас кажав, Филе, граѓаните се сервис, граѓаните и овој проблем самите си го направија. Јас барам само поддршка и апел до граѓаните. Престанете да не им давате, не се плашете, ваша должност е да ги пријавите во полициска станица. Полициското службено лице треба да ви изготви еден записник што е тоа по службена должност. Кога ќе го направи тој записник, утре јас како градиме иднина сум должен да го платам тој 150 денара документот, за да видам дали е постапено како што треба. Но мене, јас кажав, Иван, не ми значат мене овие дописите. Резултатите ние, се помешав со ова, резултатите ние ги немаме 4 месеци. Еве, минатата недела ќе се навратам. Кога почнав да ги критикувам, да објавувам, да напаѓам, значи не е поинтата само да се нападне. Ние имаме цела машинерија, цела механизми. Кој што може да застане на патот. Значи може, кога можеше МВР, кога можеше премиерот за постапката со дрогата,
Можата во еден ден само зелено светло треба да се направи вака како за еве од како го приведува. Не е тоа решението. Знаете сега клопчето уште колку време, уште колку ќе се одмотува, колку има семејно насилство, колку има скриени деца, држени со синџири врзани. Јас тоа све го истражувам, ама го држам во молк, правам најново истражување на деца исчезнати, на деца новородени, при одземање од болници, ова, она. Што недостава со законските решенија? Дали тоа би можело нешто да Знаете што фали? Една смртна казна само фали. Јас мислам дека со тоа ќе се решат многу проблеми. Не е ни хумано, не е ни човечки. Тоа, меѓутоа, да, ма еве, далеку сме од далеку сме, не е ни тоа решението, не е па и доживотно да го држиш и да го раниш некој кој направил тешки кривични дела. Знаете дека на илјадници, јас еве ќе кажам на министерот за образование, на министерката и викам, зошто од 20 до 25.000 од ромската популација не се на школска клупа? Зошто не се во детска градинка? Ние не можеме, значи ромите ги заштитени се со закон и подобри услови ги имаат. Заштитени се во образовниот систем, во социјалата, но они тој пат го избрале за питачењето и улицата. Не е тоа решението. На 20 од 20 до 25.000 деца во цела Македонија им е нарушено детското право, што они немат никакво право, не си ги знаат своите права, не знаат кои им се родители, кои им е прво колено, второ, па да почнеме од заведување на системот во МВР, во социјала, базата на социјала. Јас еве ќе ги прашам сите служби, што се под 88 општини, што работите, зошто ова го дозволувате да има убиства, самоубиства, трпење на семејно насилство и многу други работи кои ги истражувам, тоа дополнително ќе го објавам јавно што се е пропуштено во самиот систем. Ние имаме механизми, имаме алатки, проблемот е во самите служби. Треба да се запраша премиерот, министерот за социјала, министерот за внатрешни, што се ова се случува образование. Јас ке се надовратам, овој протокол ИНЕ беше само на неколку страници. Градим идни на Скопје направи еден проект, не знам Европска унија или кој го финансираше, овој меѓусекторски протокол за постапување на деца од улица е на 20 страници. Секое министерство има право и должност овдека што се треба да работи. Ово е делот на Министерството за здравство. Ово е тој проблем, но откако е направен протоколот во 2022, 3 дена го работевме со стручни лица и со представници од институции. Сите институции ги кренав на нозе, ги донесов во Маврово да направиме протокол за деца од улица, како треба да се постапи и граѓаните што треба да направат. Ово е делот на здравство, што треба, здравствената состојба, да се пријави во службите, понатака и така натака. Да се продолжи. Но од ова нема никаков ефект. Значи овој протокол го добија сите пратеници, сите градоначалници, сите полициски станици, сите надлежни служби, од ова нема ни еден лист вака немат превртено како сега што ги вртам јас. Затоа ги замолувам институциите за да не ни се случуваат убиства, самоубиства, деца на улица, питачи, бездомните лица да не ги спомнувам. 350 бездомни лица ги имаме во Македонија. Јас тоа го дискутирав и на Орце, сегашниот градоначалник. Орце не е решение. Дајте, остапите. Каде престојуваат тие лица што се бездом? Тие се под ведро небо, ни на небо, ни на земја. Црвен крст кажува дека бездомните лица наводно се згрижувале во пунктот. Не може иле бездомните лица да бидат 40 легла се во Момин поток, 20 за мажи, 20 за жени. Државата има преку 3000 државни станови кои може да се одстапат и во еден стан, да речеме од 70 квадрати, може тројца бездомни лица да живеат. Ама не само да живеат, не е само да ги снесат трошоците и да ги вдомат. Значи со нив треба посебни комисии, посебни работилници, па да ги следат тие кажете го да се следат што со нив, да има работилници, да бидат конкурентни на пазарот, да бидат на ова, но и ќе барам во законот за семејството и бракот, затоа што има родители кои многу ги остават на улица или сгрешил во животот па завршил на улица, имотот законски му следува него. Пола на него, пола на ова по неговата, еве да речеме таква тешка голгота ни животот завршил од директор. Ја читав стори на функционери, политичари, бизнисмени, станале до коцкари, до лоши патишта, завршија до бездомни лица. И да ти кажам дека
Со нив, ако се работи со бездомните лица, ако се работи со жени од семејно насилство, ако се работи со деца кои се на разведени родители, што системот за бракот и семејството на разделени лица го читав, тоа многу го анализирав, го истражував и за семејното насилство. Големиот пропус е, јас тоа и на Ѓоко му го кажувам. Јас со Ѓоко имам одлична соработка, прекрасна соработка, му викам ќе гостувам, ќе притискам да ги разработиме. Он работи, дава се од себе министерот заменикот. Не го фалам или да го експонирам. Ја и он сме во постојана. Најжално и најболно е што механизмите не го кочат, службите не го кочат. Кога ќе смени нов кадар, кога ќе направи рестарт оперативното работење. Работењето ќе има резултати со казнување на дисциплински, предупредување, бркање. Ајде ги прашам ја сите служби, сите вработени, дали ова би го направиле во приватните компании. Во секоја компанија, во секоја јавна установа, државна установа има кодекс на однесување, работата и така натака. Но не ги почитуваат работните законски правила и врската е најголемата проблем во Македонија. Го имам премиерот, Чичко и министерот, и тоа е тој проблем што ние сите, пак ќе кажам, ги имаме механизми. Јас себе, здравје Боже, имам интуизијата во мене, имам ова. Ќе се кандидирам еднашка, баш да видам среќата да си ја пробам. Јас да сум министер, да сум премиер, на цела држава би направил рестарт. Овие нешто пробуваат, ама не е тоа така. Јас себе ќе дадам еден апел до сите политички партии. Дајте да се сплотиме, да се здружиме, да бидеме сме една и единствена држава, да биде Македонија како што треба. Македонија може да биде Швајцарија, Германија, Италија, на некој не му одговара тоа. На некој, но престанете едни со други да се јадеме. Злото и омразата тргнете од себе, почнете од нови темели да функционираме како едно општество, како една држава, затоа што ќе кажам, од сите мои анализи и истражувања, политичките партии го разделија народот, го раскара преку роднинска врска, брат, сестра да не се поднесуваат, да не се сакат. Тоа гледам омрази, делби према имоти, тоа мене не можам да го поднесам. Еден е животот, Иле, краток е многу. Сите еден ден знаеме каде ќе отидеме. Сакајте се, почитувајте се, бидете едни единствени. Ја повеќе работи ги работам приватно, браќа, сестри се делат, па на судови, па она тоа да ти кажам, да ти се она. Јас апелирам до граѓаните на Македонија, до сите функционери, до сите политичари, доста веќе лажете, манипулирате. 35 години ја пратам состојбата. Дајте, направете и рестарт. Кога бев кај министерот Панчи Иле вика само на ова држава рестарт треба, вие ќе направите. Ако другите операции и механизми не работат околу вас, вие сам против сите не можете. Дури ќе кажам за министерот кој имавме работна средба, Панче не знаеше дека ова некој го движи во Македонија. Јас вика прв пат слушам за питачењето дека некој го движи. Јас ова го истражував 35 години, сакам да ви кажам дека вашите служби не работат и дека погрешно ве манипулират и ве лажат и дека нема резултати. Или да има резултати, ние нема да имаме деца на улица. Јас кажав дека МПЦ ќе се навратаме исчистена неделава, Качанички пат према Карпош, значи должност е на сите градоначалници, апелирам, кои ги ставате командирите, направете си ја програмата, ние ви стоиме на располагање, МВР како што има акцијски план за сузбивање на питачите, они колку можат се трудат, но не е тоа решение. Ние ќе бараме од Труд и социјала, и од Ѓоко ќе бараме, и од премиерот, помасовно да се крене овој проект, да има и во сабота и во недела полициски службеници, одредени тимови за отстранување, затоа што викендите ние највише го имаме трендот на питачењето. Странски туристи доаѓаат, делегации, луѓе гледат, кога има делегација, полицијата одма ги отстранува питачите. Не е само за Нова година, Божјик, делегации, празници да ова. Кога службите ќе работат, механизмите кои ќе работат, верувај дека ние нема да имаме питачи. А најглавниот сервис се граѓаните во Република Македонија. Кога ќе престанат да дават пари на питачите, ние автоматски го губиме питачењето во целата држава, во сите 88 општини, во градот Скопје, во сите 16 овие населби што се општини, и верувајте дека еден питач нема да има, може тоа за една недела, за еден час, за еден месец да ги немаме питачите, кога ќе престанат граѓаните да не даваат пари на питачите. Апел кој што се надевам дека ќе стигне до надлежните, ќе го завршиме. Треба затоа што ми се заспиени 4 месеци. Многу информации, многу податоци кои што сте дошта секако сте во комуникација со надлежните
Па да, еве институции. Тетово ќе кажам на кратко, Тетово веќе ја разбудив полицијата, Гостивар ја разбудив, Кичево тука негде ка се работеше, Струга претходниот градоначалник, он капа му спуштам, го сузби питачењето, ги иселуваше питачите од Струга претходниот градоначалник Мерко. Еве општина Куманово исто во комуникација сум со градоначалникот, ме радува и го поздравувам што веќе сузбивањето во Куманово еве го. Ова е тоа. Да им го кажам на сите Да, само да градоначалници. завршуваме со бидејќи ќе мора да подготвуваме за првите Ова е тоа вести. што општина Куманово веќе го прави процесот за сузбивање на питачењето и така сите градоначалници треба да работат. Оно е тоа кој треба да го сузбиват со присуство на полиција, на служби, на здруженија и граѓаните. И јас ќе кажам дека тие се тие кои можат во еден ден и во една минута питачењето да го сузбијат до крај и понатака службите да работат. Ти благодарам уште нешто. Ви благодарам. Денеска беше дел од Студио 10. Почитувани, овде некаде ја завршуваме денешната емисија. Останете со програмата на Телевизија 24 за 10 минути. Првите вести од Ивана Стојкова.